Шалом, се надевам дека сте добри и дека со нетрпение очекувавте и оваа библиска беседа. Фала му на Бога за тоа што имаме таква можност да се дружиме и на овој виртуелен начин. За љубовта нема граници и верувам дека ова е исто така Божја интервенција, милост и можност да се сопираме на овој начин. Јас се поздравувам и ви благодарам што сте редовни да го посетувате мојот канал. Можете да стиснете, да се претплатите долу на знакчето, да стиснете лайк и на таков начин ќе добивате редовни известувања за нови видеа кои што ги објавуваме тековно, се со цел да се прослави името на Господ Исус Христос и да го подготвиме Божиот народ за доаѓањето на Христос, а оние кои што не се упатени да можат да се упатат во радосната вест и да пристапат кон Бога, бидејќи тоа е милост од Бога, можност за секој човек да се спаси ако поверува во Господ Исус Христос. Она што го подготвив за денес е тоа што Бог ми го даваше во моето срце во текот на изминатиот период и јас би сакал со вас да го споделам, но јас ќе ве предупредам, би сакал навистина да сте подготвени, односно да ги забележите некои нешта кои што ќе ги слушнете денес, односно да ги анализирате бидејќи се однесуваат за вас и за ситуациите во кои што се наоѓате. Имено, еве вака ќе почнам. Знаеме дека секој еден од нас е љубен од Бога, возљубен од Бога и сме повикани да го сакаме Бога. И јас верувам, ако ве прашувам секој еден од вас поодделно дали го сакате Бог, секој од вас ќе ми рече дека го сакате. Меѓутоа, има некои нешта кои што треба да бидат разјаснети во однос на тоа прашање. Некогаш си мислиме дека сме успешни во тоа сакање на Бог и затоа се убедуваме себе си дека сме исправни, дека сме честни, дека правиме добрини, дека успешно сме му возвратиле на Бог преку религиозни активности и поставувајќи си сопствени религиозни норми кои што сакаме секојдневно да ги исполнуваме. Меѓутоа, тоа не е добро, бидејќи ако преку правење на нешто религиозно ние ќе ја искусевме Божјата љубов, тогаш тоа значи дека немаше да ни биде потребна ниту вера во Бога, ниту Божја милост. Односно, сакам да кажам дека со правење на добри дела не можеме да му се приближиме на Бога. Го кажувам ова безброј пати, меѓутоа го кажувам со цел да се избегнат религиозните навики, бидејќи религијата не приближува кон Бога, туку личниот однос кон Бога. Бидејќи христијанството не е религија, туку е личен однос со Бога, овозможен преку извршеното дело на Исус Христос на самиот крст. Ние луѓето сме непостојани. Променливи сме. Дури во еден момент кога мислиме дека љубиме, во еден друг момент ќе осознаеме дека не љубиме. Во даден момент го послушуваме Господ за она што тој ни го кажува, а во друг момент си тераме по нашите замисли, по нашите планови. Затоа, мојата порака е дека не треба ние да се потпираме на нашата љубов за Бог. Односно, пред скоро време, една личност кажа за друга личност: ве молам, помолете се на Бог за оваа личност да излезе од проблемите, бидејќи навистина го сака Бога. Слушајќи го сето тоа, мене ме замисли. Зошто? Бидејќи оваа личност која што се обраќа кажува за друга личност дека го сака Бог. Личноста може би го сакала Бог, но Бог зарем за тоа би и помогнал на таа личност. Всушност, ние многу пати не бевме свесни за Бога, а тој сепак ни помагаше и никогаш не оставаше сами. Никогаш не бевме нацедило. Освен тоа, што ме замисли концептот на размислувањето дека некоја личност го сакала Бога и затоа молете се за да личноста излезе од проблемот. Таа личност, која што наводно го сака Бога, прво не припаѓа во црквата, ниту оди по Исус, туку следи традиционално христијанство и погрешни учења кои што вклучува
поклонување на светци и икони. Исус вели, кој ме љуби, тој ги исполнува моите заповеди. Тој го слуша моето учење, го следи моето учење. Значи, ако личноста го љуби Бог, таа личност ќе беше послушна на Исусовите зборови, односно на Исусовото учење и ќе беше во позиција да ги исполнува истите. Многу пати токму тие кои што наводно го љубат Бога, најчесто не послушуваат. Но јас и самиот сум дошол до соочување со таа реалност која што ме довела до самообвинување и дури до депресивни мисли. Затоа сакам денес нешто да ви споделам. Она кое што треба да го радува нашето срце, тоа е Божјата љубов за нас. Човек може да се потпре на Божјата љубов која што е пројавена за него, од страна на Бог. Ова значи не да се потпираш на помислата дека ти го сакаш Бог, бидејќи тоа во практика е непостојано, во практика излегува дека е гордост и излегува дека е себецентричност. Значи не тоа, туку велам да се потпреш на Божјата љубов за тебе, за тоа колку Господ те сака и те милува. Ако не го разбереш ова, ќе се соочуваш со проблеми и со внатрешно незадоволство. Имено ќе се обидуваш ти да го сакаш Господ, но ќе се разочаруваш бидејќи ќе правиш грешки, ќе правиш ситуации од кои што ќе се разочаруваш и на крај ќе се одделиш сосема од Бога. Значи, многу пати сум приметил силно исцелување кога јас целосно се препуштам на Божјата љубов, кога чувствувам дека Бог ме гледа, кога тој е со мене, кога осознавам со целото моje битие колку Исус ме сака. Исус ме сака и сега, кога не сум расположен, кога ќе сгрешам, кога ќе паднам. Неговата љубов е таа која што ме крева, а не мојата љубов за него. И ова верувам дека вие секој еден од вас сте го осознале. Кога човек не осознава дека Бог е тој кој што прв го возлюби, тогаш таквиот човек се однесува како да е жртва, се однесува како да е слаб, како да се мрази себе си, живее површно со погрешни верувања и останува да биде духовно слеп, да биде роб на темнината. И ова веќе не потикнува да размислиме малку подлабоко за некои работи. Во Стариот Завет, преку Мојсеј, беше даден Божјиот закон. 10 Божји заповеди беа пишани со Божјиот прст на камен изрезбани, додека потоа остатокот од законите беа пишани во книги. Меѓутоа, евреите требаше да го исполнуваат целиот Мојсеев закон, но не успеа. И наследнава заповед која што ја сега ќе ви ја прочитам, сите евреи паднаа. Во Марко 12 глава, 29 и 30 стих, Исус одговори вели: првата е: слушај Израеле, Господ, нашиот Бог е единствен Господ, и љуби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја сила. Амин. Дури и Давид потклекна на ова. Бог знаеше дека ниту еден човек не може да го оствари тоа да го љубат со сето своје срце, сета душа, сиот разум, сета сила. И толкому затоа законот беше даден за да се разоткријат слабостите на луѓето и нивната потреба од Бога, но ниту еден не можеше да го сака Господ на тој начин, додека не дојде совршениот човек Исус Христос. И ова ви го имам споделувано веќе. И после 1500 години Господ рече: доволно е, согледавте дека не можете, сега видете ме мене и потоа јас ќе ве сакам со цело моје срце, ќе ви покажам како,
Ке ве сакам со цела моја душа, сиот мој разум и сета своја сила. И како тоа го направи? Еве вака во Јован 3:16 вели: зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Амин. Во Стариот Завет, под законот на Мојсе, ние требаше да го сакаме Господ, значи со цело срце, душа, разум, сила, но откако дојде Исус Христос, ние веќе не сме под законот, туку под Божјата благодат, а благодат значи незаслужена Божја милост. И ова значи дека Исус е тој кој што во целост не возлюби со целото негово срце, душа, разум, со сета негова сила. Под законот Бог бараше праведност од грешниот човек, а човекот не можеше да ја даде таа праведност. Но Бог го знаеше тоа. А сега, кога сме под благодатта Божја, под милоста Божја, Бог е тој кој што ја подарува неговата праведност на човекот кој што пристапува со вера во Христос. И што разбираме од сето ова? Дека Бог многу не љуби, повтори, Бог многу ме љуби, кажи. Бог многу ме сака. Јас сум возлюбен од Бог. Тоа кажи го. До таа мера што Бог си го пожртвува својот единствен син Исус Христос за мене. Исус умре за мене, за јас да живеам. Сето ова кое што го зборуваме со цел да се практикува Божјата љубов за тебе, Божјата љубов за мене, Божјата љубов за секој еден од нас, а не нашата љубов за Бога, бидејќи нашата љубов за Бога не воведува во религиозност, во извршување на традиционални ритуали, белези, одредби, но сето тоа е празно. На Бог му се угодува со вера, вера која што е иницирана од неговата љубов кон нас. Во 1 Јованово 4 глава 10 стих вели: во тоа се состои љубовта, што не ние го возлюбивме Бога, туку Бог нас не возлюби и го прати Синот свој, за да ги очисти гревовите наши. Амин. Значи, не ние го возлюбивме Бога, туку Бог нас не возлюби. Амин. Ова што значи? Ова значи дека е дефиниција на љубовта која што Бог ја дава преку апостолот Јован, ученикот кој што ја подпираше својата глава на градите на Исус Христос, е дека Бог е тој кој што прво нас не возлюби. Од оваа дефиниција разбираме дека не сме ние тие кои што го засакавме прво Господа, туку тој нас не засака. Значи, љубовта Божја за нас и кон нас е клучот за разрешување на внатрешните конфликти и измачувања. Значи, Бог те сака без да заслужиш, тоа треба да го прифатиш и да откликнеш на таа љубов. Ова го кажувам заради тоа што во групите во кои што сум вклучен, каде што има потреба од молитва, каде што луѓето бараат за да се молиме, гледам дека и одредени верници се во постојаниот циклус на жртвување, незадоволство и слично. Со ова не ви упатувам критика да не споделите она што ви е на срце, но да размислите зошто тапкате во место или зошто се случува постојано да сте потиштени. Од каде тоа бреме кога Исус тоа го одзема од вас? Зошто вие си ставате поголемо бреме кога Бог веќе ве ослободил од сето тоа? Зошто е тоа само измачување? Затоа што не сте ја примиле Божјата љубов за вас, туку се подпирате на вашата љубов за Бога. И тоа е тоа што прави всушност проблем. Значи, Бог не сака и ние треба да се ослониме на таа љубов која што е од негова страна кон нас. Во црквата има верници кои што не го разбираат тоа и се постојано во надпревар со себе си, во целта да постигнат нешто, да направат нешто за Бог, но ако тоа е мотивирано од потребата да му се приближат на Бог и да се уверат дека се негови деца, дека ќе бидат во Царството Божјо со тоа што ќе го сработат, тогаш секоја таква работа е со човечки усилби и намери и не е вредна пред Божјите очи, бидејќи не се постигнува тоа со човечка работа и со труд да се влезе во Царството Божје, да се постане Божјо дете, туку со верата во завршеното дело на Господ Исус Христос и во самиот Него.
дека е Божјиот син и дека сме го примени како Господ и Спасител. Ако верникот е инспириран од таа Божја љубов која што се прима преку Христос, која што ја искусува во себе, тогаш како резултат на таа интимна врска со Бог, се раѓа плод во некоја форма кај тој верник, се раѓа плод. И некогаш тоа е како уметничко дело, некогаш како креативност или израз на посветеност, некогаш тоа е промена во карактерот во најчест случај. И тогаш сето тоа представува едно сведоштво или објава за врската која што верникот ја има со Бог, за личната врска која што верникот ја има со Бог. Тоа е сведоштво за Божјата љубов, која што се прима, како што кажав, исклучително само со примањето на Исус Христос во своето срце за свој Господ и Спасител. Значи, од друга страна, ако еден верник, кој што тврди дека верува во Христос, но нема никаква промена, нема трансформација во начинот на живење, во неговиот карактер, ако нема никаков плод или манифестација која што ја потврдува неговата интимна врска со Бога, тогаш верата што ја има, ја разбира само како религиозност. Расудува црно-бело, не се движи во духовната димензија и не може да искуси духовна слобода. Затоа најчесто, за да се прикрие овој проблем, многу верници се зафаќаат со некакви обврски, објави, некакви религиозни активности, за црквата работам, се со цел да се уверат себе си дека се до Бога, дека се во Бога, дека да ги убедат и себе и другите и себе си дека се тука во црквата, дека се максимално посветени, а всушност длабоко во себе се чувствуваат отфрлено, мизерно, потиштено, бидејќи не се потпираат на Божјата љубов за нив. Еве вака еден пример. Две личности може да ја читаат Библијата. Меѓутоа, едниот од тие две личности може да ја чита Библијата заради религиозна обврска, додека пак другиот да биде внатрешно мотивиран од Божјата љубов и затоа го чита Светото Писмо. Значи, првиот човек го прави тоа читање на Свето Писмо или Библија, за да се обиде да го заслужи Божјото простување и прифаќање, додека вториот го прави тоа затоа што знае дека му е простено, се потпира на Божјата љубов за него. Првиот човек кој што чита Библија како религиозна обврска, го прави тоа од легализам, служејќи на законот, како обврска, додека другиот човек кој што чита Библија, чита како резултат на плодот од неговата лична врска со Бога. Реалноста е следна. Кога не ја читате Библијата или Светото Писмо, не треба да се чувствувате виновни, туку треба да се чувствувате многу гладни. Бидејќи Светото Писмо е таа духовна храна која што го наситува нашиот дух и нашата душа. И нашиот духовен човек расте во подлабоко познавање на Божјата љубов за нас од страна на Христос. Значи, во сето ова, кога зборуваме за Божјата љубов, зборуваме и за верата кон Господа. Ако ти веруваш дека Бог те љуби, тогаш не се потпираш на твојата љубов кон Бога, туку на Божјата љубов за тебе. Тоа е верување кое што ќе донесе плод во твојот духовен живот, бидејќи ќе ти овозможи интимна врска, интимна релација со Бога. И многу христијани не разбираат дека токму тоа е причината за нивната летаргија, за нивниот неуспех во духовниот живот, бидејќи согледуваат дека нивната вера не е жива. Треба да веруваш во Божјата љубов за тебе и тоа те ослободува. Ако не веруваш во тоа, тогаш ќе си христијанин кој што постојано се оплакува и се жали, постојано е незадоволен и го зборува тоа постојано вез ден. Но ајде со вашите зборови, размислете самите, дали ја искажувате Божјата љубов за вас, или пак ги искажувате вашите мани, вашите неуспеси и вашите проблеми и слабости. Кога ќе имате доволно смелост да си признаете дека треба да се коригирате во однос на ова, ќе се помрднете понапред. Во Светото Писмо еве што вели: драги пријатели, каква корист има да велите дека имате вера, ако тоа не се гледа од вашите постапки? Може ли таква вера да ве спаси? Да предпоставиме дека некој ваш брат или сестра нема доволно облека или храна.
Дали е доволно да му кажете, оди си спокојно, Господ нека ти даде облека и храна, наместо да му го дадете она што му е неопходно за да преживее? Така е и со верата. Ако не е подкрепена со соодветни постапки, таквата вера е мртва вера. Може би некој ќе рече, некои луѓе имаат вера, а некои дела. Покажете ми како може да имате вера, а од тоа да не произлегуваат соодветни постапки. А јас, преку моите постапки, ќе ви покажам дека имам вера. Вие верувате дека има само еден Бог. Тоа е добро, но дури демоните веруваат во тоа и се тресат од страв. Зар не сакаш да сватиш површен човеку, дека од вера без дела нема никаква корист? Врз основа на што Бог го прогласи за праведен нашиот прататко Авраам? Зарем тоа не беше преку дела кога го стави својот син Исак врз жртвеникот? Гледате ли дека неговата вера беше сообразена со неговите постапки? Со таа своја постапка тој потврди дека има совршена вера. Токму на тоа се мисли кога Светото писмо вели Авраам му веруваше на Бог и заради неговата вера Бог го прогласи за праведник, па го нарече и свој пријател. Значи очигледно е дека човек станува праведен пред Бог преку своите постапки, а не само преку вера. Така беше и со блудницата Рахаба. Бог ја прифати како праведна, зашто таа ги прифати израелските разузнавачи и ги упати на безбеден излез. Како што телото без дух е мртво, така и верата без соодветни дела е мртва. Читав од Јаков, 2 глава, 14 до 26 стих. Верувам дека е интересно, дека е разбирливо и дека сето ова потикнува подлабоко прашање. Зошто е потребно да имаме вера во Бога? Бидејќи во Светото писмо вели, а без вера не е можно да му бидеме угодни на Бог. Секој што сака да дојде кај Бог мора да верува дека тој постои и дека ги наградува оние што искрено го бараат. Ноe имаше вера во Бог и затоа тој го предупреди за она што се уште не се беше случило. Тој со побожна почит изгради ковчег за да го спаси своето семејство. На тој начин светот беше осуден, а Ноe поради својата вера беше оправдан во Божјите очи. Потоа продолжува со сличен пример за Авраам, а потоа и за сите останати од Стариот Завет, читам во Евреите 11 глава. Она што е важно да акцентираме и што е пишано е дека без вера не може да му бидеме угодни на Бог, односно дека секој што сака да дојде кај Бога, мора да верува дека Бог постои, дека го има, дека треба да веруваме во Него и дека тој ги наградува сите оние кои што искрено го бараат. Ова значи дека верата е неопходна за да се има интимна релација со Бог, но се почнува од Божјата љубов за тебе. Таа љубов е всушност пораката која ја шириме. Таа е Евангелието, или во превод радосната вест. И еве што апостолот Павле вели за оваа радосна вест од 1 Коринтијани 15 глава 1 до 4 стих вели: Драги пријатели христијани, сакам да ве потсетам на радосната вест што ви ја проповедав, која вие ја прифативте и која ви стана основа на верата. Таа радосна вест што јас ви ја проповедав ќе ви донесе спасение доколку цврсто се држите до неа, освен ако немате празна или лажна вера. Јас најпрвен ви ја пренесов најважната порака, онака како што и мене ми беше пренесена. Христос умре за нашите гревови, согласно со предвестувањето запишано во Светото писмо. Беше погребан и воскресна на третиот ден, согласно со предвестувањето запишано во Светото писмо. Амин. Како тогаш да се има вера за да му угодиме на Бога? Како да се живее со вера во Бога? Апостолот Павле до римјаните, во писмото до римјаните вели: сепак верата доаѓа преку слушање и тоа преку слушање на радосната вест за Христос. Римјани 10 глава 17 стих. Констатираме дека таа вера доаѓа од слушање, не од слушање вести, не од легенди, не од лаги или од други учења, туку од слушањето на радосната вест за Христос. Во Јован 3 глава 16 и 17 стих ја слушаме таа радосна вест, вели зашто Бог толку ги засака луѓето од овој свет што го даде својот единороден син, за да не загине ниту еден што верува во него, туку да има вечен живот.
Бог не го испрати својот син во светот за да го осуди светот, туку да го спаси преку него. Амин. Ако веруваме во Исуса, тогаш го следиме неговиот пример. Ако го следиме пак, значи дека стануваме послушни на неговите зборови, го извршуваме словото, стануваме плодни бидејќи сме сврзани со него и ја одразуваме неговата светлина, карактерот исто така со помош на Светиот Дух. Тоа е трансформативен процес кој што тековно се случува со помош на Светиот Дух, но секој од нас треба да го овозможи тоа, односно да пристапи со слободна волја кон Бога. Ако веруваме во Исуса Христа, тогаш имаме интимна релација со Него, не сме како што некогаш сме биле, бидејќи со Неговата љубов, со Божјата љубов, возвраќаме на непријателите преку љубезност, со добро го победуваме злото, не мразиме, не посакуваме зло, не завидуваме, не обвинуваме некого дека ни е душман, туку се молиме за него. Ете, затоа во молитвениот список ги имаме и моите непријатели, а вам, на повеќето од вас, ви го дадов тој молитвен список, за да го видите, да ве поттикне, да се молите и вие да направите ваш молитвен список, каде што ќе ги ставите и вашите пријатели кои што не се спасени, но и вашите непријатели. Зборувам за сите вие кои што сте вклучени во групите на Црквата Блага Вест и каде што сте вклучени во застапување. Што сакам со целата оваа тема јас да ве поучам или да ве охрабрам? Само ако имате увереност дека Бог ве сака, само тогаш ќе можете да имате љубов за непријателите. Само тогаш ќе имате доволно храброст да бидете понизни, ќе го почитувате Бог со тоа што нема да се мразите себе си, туку ќе се прифатите себе си дека сте Негов сад. Ќе можете со добро да го победувате злото. Зошто? Затоа што колку повеќе согледуваме дека сме во сезоната на последното време, толку повеќе гледаме неправда, разочарувања, навреди, ќе претрпуваат сите луѓе кои што правеле добро, кои што љубеле, кои што се држале за морални вредности, сите тие се под напад. Целта на непријателот е да го истисне доброто и да се погази правдата, да се поттикне неморалот и заведувајќи ги да ги поцрнат и оние кои што му припаѓаат на Бога и ја шират неговата светлина. Зошто толку ситуации вие имате? Зошто најблиските се нефлексибилни или потешки за да ве разберат? Зошто ви доаѓа копнежот за вашиот дом во небесата кој што Бог ви го возможи? Затоа, не заборавајте што е пишано. Кој ќе издржи до крај, ќе биде спасен. Амин. Значи, треба да бидете бескомпромисни во однос на гревот и она што се случува во светот, но од друга страна толерантни кон послабите. Треба да бидете снаодливи, но не онечистени од корупција. Треба да бидете миротворци, но не по цена да се премолчи името на принцот на мирот кој што е Исус Христос. Треба да љубите, но не по цена да сте жртва на насилство. Треба да изслушате некого, но не по цена да се согласите со кажаното, како да е вистина, всушност може би е лага, и да се согласите заради атер. Некогаш ќе се чувствувате виновни што сте се довериле на некого, некогаш сте ги искажале своите чувства, не сакајќи може би сте повредиле некого, некогаш луѓето не мислејќи дека ќе ве повредат, кажале нешто па ве повредиле, ќе го разберете на погрешен начин. Но сето тоа се надминува ако ја имате Божјата љубов во вас. И се разбира во оние со кои што комуницирате. Без разлика дали имате проблеми дома или на работно место, дали тие проблеми се мали или се големи, што и да го вознемирува вашето срце, не заборавајте дека Исус секогаш ни помага, тој знае низ што поминуваме, но е потребно да се потпреме на неговата љубов. Ако се потпреме на него и неговата љубов, тогаш нема да се раководиме според светската земска мудрост, туку според Божјата небесната мудрост. Амин. Многу неуверени христијани во Божјата љубов мене ми велат: пасторе,
Кажи што мислиш дека ми е потребно да подобрам кај себе си, односно што е тоа на кое што јас би требало да обрнам внимание. Такви прашања ми биле поставувани многу често. И тоа било стапица. Стапица за мене во многу случаи. Зошто? Бидејќи јас верував дека тој бил вистински интерес на оние кои што ми го поставуваат тоа прашање. Па затоа ќе укажев на слабостите, ќе делев совети, ќе зборував за охрабрување и надградба, а потоа верниците се променуваа. Едни се дистанцираа, бидејќи ме доживуваа како ехо на нивната совест. Други како некој кој што ги тера да прават нешто, а тие веќе се во комфорт со себе си и со своите карактеристики како мрзеливост, скржавост, тврдоглавост, суетност, равнодушност кон верниците и црквата. Имаше и такви кои што ќе ме изслушаа, но мрмореа после тоа. На крај осознав во текот на искуството дека повеќето не сакале да слушнат нешто од мене кое што би им донело увид за да поработат на тоа, туку едноставно сакале само да го слушнат моето мислење за нив, за тие потоа да одлучат каква близина и каков однос би имале кон мене и со мене. Има и такви кои што навистина го ценеа секој мој збор и укажување, бидејќи немаа ниту татко или некој друг човек кој што ќе е доволно смел да им укаже на вистината на тоа што ги сопнува во животот, како да го тргнат. Едноставно немале таков човек, ми се довериле, односно Бог не споил и Бог преку мене им укажал на некои нешта за да чекорат постабилно во заедничкиот живот со Бога. Но јас научив едно нешто. Светиот Дух, повеќе нешто всушност научив. Светиот Дух е тој кој што треба да им укаже на луѓето каде да се коригираат. Но тоа се случува ако луѓето имаат лична врска со Бога. Ако немаат, мојата улога како пастор е таа, да ги поттикнам како да градат таа лична врска со Бога. Но јас не можам да одам против личниот избор или волја на некој човек. Друго, научив дека луѓето едно велат, а друго мислат. Имаат поделеност во себе си, зашто не знаат кого да следат во животот. Дали духовниот човек во нив, или телесниот човек на кој што се навикнати, кој што не го умртвиле во себе. И уште нешто, научив дека некои луѓе никогаш нема да се чувствуваат целосно, комплетно, дури да го имаат сето внимание и сето сочувство како од мене, така и од цела црква. Така и од луѓето кои што ги сакаат. Односно, доколку таквите луѓе не изградат лична врска со Бога и не ја примат Исусовата љубов во себе си, постојано ќе бидат во патетичност, ќе бараат да бидат центар на внимание, ќе бараат другите да ги жалат, да ги сожалуваат, ќе бараат постојано молитви, ќе се незадоволни, ќе се жалат, постојано како се да им е превртено наопаку. Така всушност ќе живеат. И како, кога сето ова се случува, како треба да се реагира кон овие луѓе без разлика дали се верници или неверници? Треба да им се каже дека Исус ги сака, да им се сподели Евангелието и што Исус направи за нив, а ако поверуваат, тогаш ќе започнат да го живеат тој заеднички живот со Бога, а ако не поверуваат, тогаш дури може некој од нив да заминат, а некој пак да членуваат во црквата, но да ги живеат истите проблеми и да го прават ова кое што веќе го напоменав, без да ја искусат таа Божја Исусова љубов за нив. Затоа ова денес го проповедам. Зашто или ќе си живеете по својот ум и начинот на живот како што вие сте си го замислиле, убедувајќи сте дека себе си дека сте духовни, а всушност сте ладни како камени, фокусирани на своите интереси, без да ви интересираат браќа, сестри, црква, Исус, Евангелие, или пак од друга страна, ќе се одречете од себе си и ќе бидете на страната на победникот кој што е Исус и кој што ни кажа во Лука 9 глава, 23 до 26 стих, и на сите им зборуваше: ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си и нека го земе својот крст секој ден, вели.
секој ден и нека ме следи. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, а кој ја изгуби својата душа заради мене, тој ќе ја спаси. Зашто каква полза има човекот ако го добие целиот свет, а самиот себе се изгуби или се упропасти? Зашто кој се срами од мене и од моите зборови, човечкиот син ќе се срами од него, кога ќе дојде во својата слава и во славата на Таткото и на светите ангели. Амин. Истото ова сакам да ви го прочитам во динамичниот превод, вели. Потоа Исус им се обрати на сите. Тој што сака да биде мој следбеник, треба да се откаже од своите себични амбиции, секој дневно да го носи својот крст и да тргне по моите стапки. Секој што сака да си го чува животот само за себе, ќе го загуби, а тој што ќе го загуби животот заради мене, ќе го спаси. Дали е добивка за човекот ако го добие и целиот свет, а себе си се изгуби у пропасти? Ако некој се срами од мене и моето учење, и јас, синот човечки, ќе се срамам од него кога ќе дојдам во својата слава и во славата на небесниот Татко и на светите ангели. Амин. Значи, секој си го прави својот избор. Се согласуваме. Бог те сака. А дали ти ќе го следиш и ќе откликнеш на неговата љубов, тоа е твое лично право и избор. И јас потикнувам на самоевалуација, значи, проценка сам човек да си направи на внатрешниот амбиент во твојата душа, во твојот дух. Ова е потребно за да можеш сам да погледнеш објективно во себе си и да видиш дали има и каков е плодот во тебе ако имаш лична врска со Бога и се ослонуваш на Божјата љубов за тебе. Дури да си престрог кон себе си, не забораваја вечерашнава поука. Потпри се на Божјата љубов за тебе, а не на твојата љубов за Бога, бидејќи во тоа не можеш да си постојан и во секој еден момент можеш да сгрешиш, било тоа да е со мисла, или со збор, или со постапка. Ноќта, на тајната вечера, Исус беше заедно со своите ученици. Тогаш рече дека некој ќе го предаде. И Петар веднаш се огласи од сите и што кажа? Не, дури сите да те издадат, јас нема да те предадам. Петар ги представува оние верници кои што се потпираат на љубовта своја кон Господ. Од друга страна пак, Јован беше потпрен на градите на Исус Христос, на десната страна, на десната града, кое што значи дека се потпираше на Божјата љубов. Градите представуваат љубов. Јован, значи, беше ослонет на Божјата љубов за него. Петар го представува законот. Името му значи карпа или камен и го представува законот кој што беше издлабен со Божиот прст на камени плочи. Додека Јован, името значи милост и ги представува оние верници кои што не се ослонуваат на својата љубов за Бога, туку оние верници кои што се ослонуваат на Божјата љубов за нив. Петар му даде знак на Јован за да праша кој е тој што ќе го предаде, бидејќи Јован беше поблиску до Исус и гласеше за ученикот кој што Исус многу го сакаше на посебен начин. Но интересно е што овој податок е запишано само во Евангелието по Јован. Самиот ученик Јован е автор на тоа Евангелие и тој го напиша тоа дека бил еден од најомилените ученици на Исус. Јован знае дека Исус сите подеднакво ги сакал, но тој го истакнува тоа дека Исус го сакал посебно него. Зошто? Бидејќи ја практикувал Исусовата љубов за него, за себе си. Значи, сите тие знаеле дека се сакани, но Јован покажува дека верува дека Исус го сака. Ова ни покажува дека не е доволно само да знаеш дека Исус те сака, туку да веруваш дека Исус тебе те сака и ти да се ослонуваш на Исусовата љубов за тебе. И апостолот Павле тоа го изјавува. Со Христос сум распнат на крстот
И јас повеќе не живеам, туку Христос живее во мене. А животот што сега го живеам во телото, го живеам со верата во единородниот Син Божи Исус Христос, кој што ме возлюби, значи ме возлюби и се предаде себе си за мене. Амин. Значи, што од ова разбираме? Јован ја персонализираше Божјата љубов за себе си. Павле исто така ја персонализираше Божјата љубов за себе си. А сега задачата е и ние Божјата љубов да ја персонализираме за себе си, односно да разбереме дека се однесува за секој еден од нас. Ова значи да станеш од секаква, да отстапиш од секаква мисла, да се оттргнеш од секаков комодитет, дека Господ не те сака, дека си слаб, дека си заборавен, дека болестите те совладуваат, дека немаштијата е поголема и разни други нешта кои што ѓаволот ти ги наметнува како не баре се вистина. Светото е заблуда и лага, а Светото писмо ја кажува вистината, дека Исус тебе те сака до толку многу што си го даде својот живот за ти да можеш да живееш. Тој умре на крстот за ти да живееш. Тој беше отфрлен за ти да бидеш прифатен. Тој ја пролеа неговата света крв за тебе да те оправда. Тој стана грев, а немаше грев во него, за ти да бидеш ослободен од грев. Затоа живеј во праведноста на Христос, прогласувај ја таа вистина и објавувај дека Исус те љуби. Сега би сакал да ве поттикнам во молитва. Сите заедно да се помолиме. Земете длабоко воздух. Имајте во срцето целосна увереност дека Исус целосно ве сака, те љуби. Затвори ги очите слободно, опушти се во тој момент и во таа средба со Бога и сите заедно да кажеме: фала ти Господи Исусе Христе за се што ни даваш во изобилие, но дај ни и срце понизно и благодарно, да не забравиме колку ти нас не возлюби и да се потпреме во целост на Твојата совршена љубов за нас, која што го изгонува стравот од нас. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, за Твојата љубов во нас, која што ја излеваш преку Светиот Дух, и за тоа што не сме штедливи, за да ја разделиме љубовта Твоја кон сите луѓе кои што не обкружуваат. Ти благодариме, Господи Исусе Христе, што сме Твои и со копнеш што го очекуваме Твоето доаѓање, инвестирајќи во личната врска и времето со Тебе, а не со бизниси, биткоинти и други светски форми кои што светот ги наметнува како жетони за сигурна иднина. Ти си управителот на нашиот живот и во Твој раце е нашата судбина, нашата иднина. Ние се ослонуваме на Твоите совршени замисли за нас, кој што се замисли за добро, иднина и надеж. Ти се посветуваме во целост, Господе Исусе Христе, заради Твојата љубов те љубиме. Те љубиме, Господе, бидејќи Ти прво нас не возлюби и сега можеме и со радосно срце се одрекуваме од себе си, од секоја зависност, од секој идол, од секоја страст, од сето она кое што го следевме како идеологија и филозофија на живење. Тебе те следиме, погледот ни е вперен кон Тебе. Ти си изворот на нашата сила, на нашиот живот, на нашата радост. Ти си светлината што огреа, што не направи деца на светлината. Заради Тебе и заради Твојата милост. Во Твое име му даваме слава на Таткото Небесен, ги издигаме рацете кон Тебе и велиме: Халелуја! Слава Ти, Господи Исусе Христе! Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Алелуја. Драги браќа и сестри, ве поздравувам со оваа порака и ве благословувам. Нека Божјиот шалом завладее во вас во сите аспекти на вашето постоење. Не заборавајте да се ослонувате на Божјата љубов за вас. Толкому таа љубов ве прави плодоносни за Бога, и ако нешто сакате да направите, нема да правите со собствени сили за црквата, за Царството Божјо и за Господа, туку ќе врши Бог во вас преку љубовта Негова во вас. Се разбира,
за да ја искусувате се подлабоко, навлезете одново во Светото Писмо и подсетете се на тоа што Исус направи за вас. Ќе видите колку чудесна и совршена е таа Божја љубов, колку сте скапо платени, колку сме сите скапо платени, и кога ние го осознаваме тоа, живееме благодарно секој ден, за секој ден момент што го имаме со Господа. Шалом и не заборавајте, Исус доаѓа. Мараната.